Или Фахрудин Хамиди и другите директори во македонската навигација ќе заминат или се затвора небото, над Македонија нема да летаат авиони. Оваа порака ја испрати Александар Тасевски, првиот човек на синдикатот на МНАВ. Синдикалците велат дека немаат друга опција, освен од 10 јануари, да прекинат со работа, а тоа би траело до исполнување на нивните барања. Според Тасевски, заминувањето на раководните лица е логична последица на сите случувања и скандалозниот напад во контролата на летање, што резултираше со кривична постапка против неколку лица. Се надеваме дека сето ова што се случи ќе резултира со разрешување на директорите во МНАВ. Во спротивно покажуваа дека и во владата не им е битно ништо освен фотелите. За скандалот на Скопскиот аеродром реагираше и платформата на граѓански организации против корупцијата, бараат целосно расветлување на деталите околу насилниот инцидент во МНАВ, но и други сомнежи пред се за корупција во македонската навигација. Платформата бара од Државната комисија за спречување на корупција, Државниот завод за ревизија и јавното обвинителство да се испитаат и сите индиции за корупција или ризици од корупција во работењето на МНАВ на кој досега е укажано. Токму поради потребата од воспоставување на систем во кој ќе се постапува по сигналите за злоупотреба во работењето. Само на тој начин системот ќе им демонстрира на досегашните идните сведоци на корупцијата во рамките на институциите дека има поента да пријават корупција и дека по нивните сведоштва ќе се постапува. Иако инцидентот се случи во четвртокот, кај премиерот Ковачевски немаше причина да свика вонредна владина седница во петокот, што беше работен ден, тој и министрите решија да одморат за божичните празници, по одлуката за разрешување на функционерите во МНАВ ќе ја носат утре на редовна владина седница, инаку извршниот директор на македонската навигација Фахрудин Хамиди, придружуван од вториот директор Хасим Дехари, го квалификува упадот како кошкање меѓу колеги и најави дека ќе ја чека одлуката за нивно разрешување. Осомничени за инцидентот се 8 лица, меѓу кои поранешниот министер за економија и прв човек на Дуиво Чаир, Беким Незири. Истиот ден кога македонската влада ќе одлучува за судбината на Хамиди и колегите, финансиската полиција ќе влезе во МНАВ за да го испитува работењето на државната компанија, ќе чешла документацијата за финансиското работење, најмногу во делот на вработувањата, но и јавните набавки. Покрај работењето на македонската навигација ќе се испитува и финансиското работење на синдикалната организација.